Добар ден, ова се централните вести на Канал 5. Ви благодарам што сте со нас. Еве ги насловите. Првата антикорупционерка одолева на притисоците за оставка. Тврди, комуницирала со пријател пред тој да биде обвинет во адитив. Полицијата истражува кој ја пеплоса куќата на Пандов и каква порака му испраќа. Ова ми е само уште повеќе и мотив и поттик. Со партиците Таравари и Снопче со спротиставени ставови за потребата од двојни избори. Ја не сум за предвидени избори и нашата партија има таков став. Неминовно доаѓа во прашање новите парламентарни избори. По разделбата со вреди се делили и пратеничката група. Скопјанец со тежок инвалидитет останува бездомник. Му го раскинале договорот од пензионерскиот дом за што примал гости. Јас од тука, ако ми избркат решението за 8 дена, ја немам никаде на улица ќе бидам. Од ПИОМ тврдат дека незаконски ја делел собата со други лица. Синдикатите првомајски разединети. Едни на улица за повисоки плати, други дома, задоволни од социјалниот диалог. Имаме можност да покажеме дека сме тука за работниците. Сега делиме дека имаме добар социјален диалог и затоа на ваков начин го одбележуваме. Маките на скопјанецот Бранко Миленковски немаат крај. Иако по многу перипетии пред 7 години доби сместување во пензионерскиот дом во Чаир, сега повторно се сочува да остане на улица. На скопјанецот кој живее со тежок инвалидитет и ги нема двете нозе, му го раскинале договорот, поради тоа што често примал гости во собата. Од ПИОМ тврдат дека незаконски ја делел со други лица. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ има повеќе. Бранко за неполни 5 дена останува на улица. Бранко инвалид и ги нема долните делови од нозете. Единствено движење му е со количката. Тој сега живее во пензионерскиот дом во Чаир, но раскинувањето на договор добил бидејќи според решението на ПИОМ, а претходно со писмен допис од директорот на домот дека во собата на Бранко живееле луѓе кои не биле наведени во договорот. Бранко објаснува дека не било вистина дека тука живееле други луѓе. Точно е дека му доаѓале гости кои му помагале за пазарење. Јас од тука, ако ми избркат решението за 8 дена, ја немам никаде на улица ќе бидам. Значи јас немам друг смештај. Со инвалидскава пензија плаќам до сега се редовно си плаќам струја, вода, давачки, одржувам, ми доаѓаат пријатели кои ќе викам за кречење, хигиена. Другари имам, што е со мене 30 години, се што ми треба до болница, некој зетот ме носа. Дали пробавте да разговарате и ве со ПИОМ, со директорите, дали поднесовте жалба на ова решение? Бев кај директорот Барав, бев нападнат од него, тогаш ми изнавреди, ме викаше куче, тебе Господ те казнил лалак, те казнил на количка. Неговите маки почнале откако тој бил ограбен и пријавил во полиција. Од тога се сменил односот на дел од раководството. Викам, земи телефон, од тамо се викам со маски да ги снимаш. Во тој момент он влезе внатре, па вратата отвори, влезе, се затвори, острав може да бил. Ја се сокорив тамо кај тоа и пратам ходникот, луѓето се испаднаа. Во тој момент звонам у 192 полиција телефонот кај мене, звонам у полиција одма доаѓат за 10-15 минути. Звонам кај другарот, ја бев стресен целиот. Од ПИОМ објаснија дека уште еднаш ќе разгледаат жалбата на Миленковски. Фондот на ПИОМ од 16 април 2025 година го раскина договорот за закуп на станбен простор со лицето Бранко Миленковски, поради тоа што не се почитувани одредбите од договорот, односно станот го користеле лица што не се наведени во договорот и им се попречува или оневозможува нормално и мирно користење на другите станари во домот. До фондот имаше поплаки од управителот на домот, како и од станарите, пошто беше донесена одлуката за раскинување на договорот. Од ПИОМ најавија дека во сите пензионерски домови ќе се прави ревизија кој се е станар и дека треба да се стави ред. А токму нашата Мирјана Мирчевска-Јовановиќ ја доби првата награда на конкурсот за најдобри новинарски истории поврзани со климатските промени, што ја додели Советот за етика во соработка со УНЕСКО и Европската унија.
Се работи за заедничката сторија изработена со новинарките Пелагија Младеновска и Сунчица Николовска. Насловена "Аерозагадувањето во Македонија одзема 5000 животи годишно. Како да сме во војна", посветена на предизвиците со загадувањето на воздухот и на политиките кои што треба да придонесат за подобрување на квалитетот на животот. Ние медиумите остануваме тука да пишуваме за најтешките теми, а секако загадувањето за воздухот мислам дека е најголем предизвик кога ќе направиме еден ден сторија дека овие стории успеале и дека живееме во подобра животна средина и ќе бидеме пример како и во другите теми да има подобро известување. Да се биде новинар денеска, значи да се биде глас на вистината, на граѓаните и на правдата. И јас лично доживувам дека оваа награда како потврда дека тој глас е слушнат. Председателката на антикорупцијската Татјана Димитровска го прекина молкот. 6 дена откако беше осомничена за оддавање службена тајна, се огласи со отворено писмо, во кое вели дека кредибилитетот и интегритетот на институцијата во никој случај не смее да биде оспорен. Оставка не споменува. Тврди дека незината комуникација била со семеен пријател кој подоцна станал обвинет во случајот Адитив, а комуникацијата се одбивала во период пред да почне постапка за него пред надлежното обвинителство. Михајло Видимлиски. За прв пат откако обвинителството ја стави на листата на осомничени во случајот Адитив, председателката на антикорупцијска Татјана Димитровска се огласи со писмо до јавност, во кое порача дека кредибилитетот и интегритетот на институцијата во никој случај не смее да биде оспорен, но воопшто не ја спомена можноста за оставка и покрај повиците во јавноста. Тврди дека имала комуникација со семеен пријател кој подоцна станал обвинет, но и дека таа ја прекинала комуникацијата во декември 2024 кога тој станал обвинет во случајот. Содржината на комуникацијата се однесува на разговори без никаква поврзаност со предметот Адитив. Дел од споделените информации се однесуваат на јавни документи, чија содржина пред нашата комуникација е објавена во јавност, а останатиот дел е вообичаена пријателска комуникација. За оваа моја комуникација изразувам жалење и укажувам дека е направена без никаква намера да влијам на постапката или на било кој аспект на истрагата. Ова го тврдам одговорно. Во случајот Адитив кој се однесува на криминал во државната ЕСМ тежок 6,5 милиони евра, Димитровска е осомничена за оддавање на службена тајна на обвинет, според информациите на екс-директорот на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ. Според обвинителството, Димитровска преку својот службен телефон и апликациите Viber и WhatsApp му одавала податоци за поведени постапки за отворање на предмети против сега обвинетите во Адитив, но и податоци за проверка на имот на обвинетиот и неговото семејство. Во Државната комисија за спречување на корупцијата во тек е постапка за проверка на имотната состојба на наведено лице. Со електронската распределба, предметот не е доделен за постапување кај мене, а согласно утврдените правила, немам никаква можност да влијам врз текот на постапката или врз исходот. Одлуките на ДКСК се носат колективно, со мнозинство гласови на членовите. Наведува Димитровска во писмото во кое додава и дека целосно ќе соработува со надлежните органи и очекува брза и транспарентна разрешница на случајот. Порача да се почитуваат принципот на презумпција на невиност и владење на правото, но и дека останатите 6 члена на ДКСК немаат поврзаност со делото за кое таа се сомничи. Повиците за оставка на Димитровска, нејзините колеги во комисијата не ја коментираат. Во однос на прозивките за оставки на членовите, во интервју за Призма заменик председателката Билјана Каракашова Шулев вели дека не се чувствуваат повикани да дадат оставки за постапки што се водат за индивидуална одговорност. Дали и кој сака да го заплаши директорот на управата за извршување санкции Александар Пандов, чија викенд куќа вчера изгоре во пожар? Надлежните трагаат по евентуалните сторители, а Пандов има сомнежи дека станува збор за смислен криминален атак врз него. Јорданчо Цветановски има повеќе. Обвинители извршија увид на лице место по опожарувањето на викенд куќата на директорот на управата за извршување на санкции Александар Пандов во Орешани. ОДО ја информираа дека кај опожарениот објект излегле и увидни екипи на МВР и други стручни лица кои работат на расчистување на случајот. Од Министерството за внатрешни работи соопштија дека Пандов пожарот го пријавил вчера во 18 часот и 45 минути, а во него за среќа нема повредени лица.
Пандов, кој вчера објави видеа од опожарената куќа. За Канал 5 изјави дека се сомнева дека зад пожарот стојат одредени лица. Тој е дециден дека овој случај нема да го одврати во борбата против криминалот и корупцијата. Верувам дека е насилно влезено внатре, полиено со гориво, дали е бензин, дали е керозин, што и да е. Криминалните банди кои што ги имаат изгубено привилегиите, кои што ги има од претходната власт добиено, и борбата против криминалот и корупцијата која што владата ја води против тие криминалци, ги има заборено доволно многу за да на ваков кавички начин ми ја направат оваа материјална штета. Мене нити ми имаат заплашено со ова, нити во било кој дел од секундата јас мислам да позастанам, напротив, ова ми е само уште повеќе и мотив и поттик. Палењето на движен и недвижен имот на службени лица не е новост во земјава. Претходно често на удар беа затворските полицајци од Идризово, а таквиот тренд продолжи и оваа година. Директорот на затворот Зоран Јовановски каже дека причината за тоа најверојатно се реформите во затворите. Речи си една година немавме случај на запалени автомобили на дел од затворската полиција се до понеделникот. Тогаш беше опожарен автомобил на командир на затворската полиција. Очигледно е дека почестите контроли во затворите на некого пречат. Вели Јовановски. Палењето на викенд куќата на Пандов го осудија и од владеачката ВМРО ДПМН. Оттаму сметаат дека ова е обид за заплашување на Пандов, во како што се наведува отворената борба против криминалците во земјава. За ваквите настани велат од партијата ке следува одговорност. Трамп ги прослави првите 100 дена од мандатот. What the world has witnessed in the past 14 weeks is a revolution of common sense. Темата предвремени парламентарни избори ги бранува партиите. Од крилото на Таравари денеска излегоа и со целосно спротиставени ставови. Дали се неопходни двојни избори ако партијата излезе од владата? Од ВМРО ДПМН возвраќаат. Предвремени нема да се случат. Андријана Лазова-Божиновска. Дали по евентуалниот излез на Таравари од владата, а со тоа и промената во бројките на парламентарното мнозинство, ќе бидат неопходни и предвремени избори. Од Алијанса за албанците со спротивни и некоординирани пораки. Првиот човек на партијата Таравари вели дека независно од неговото идно делување, тој не е за парламентарни избори со оглед на бројот на пратеници на владеачкото конто. Неговиот сопартиец од собранието, координаторот на пратениците Сноп Чепак, претходно изјави: во такво сценарио избори се неминовни. Ја не сум за предвремени избори и нашата партија има таков став. Не сме за предвремени избори, има стабилно мнозинство, без разлика дали сме ние во влада или не сме во влада. Јас сметам дека треба да има локални избори. Има една општа констатација дека ако Алијанса за албанците е надвор од владата, тогаш неминовно доаѓа во прашање новите парламентарни избори. Владата без обзир дека ќе има бројки и без Алијанса за албанците, меѓутоа таа влада ќе биде нестабилна влада со само 9 албански пратеници. Ставот на Таравари го делат и во ВМРО ДПМН, кој потенцира дека стабилноста на владата и мнозинството воопшто не се доведени во прашање. Ние неколку пати сме кажале дека мнозинството неофицијално брои 2/3, односно над 80 пратеници. Јас ве уверувам дека и покрај таа ситуација доколку стане актуелна и се случи, владата ќе функционира сосема нормално и подобро од претходно. Ние сме подготвени во секој момент на предвремени избори, но таквите нема да ги има заедно со локалните избори. Дали ќе има нов распоред на силите во собранието, ќе се знае по средбата меѓу Мицкоски и Таравари следната недела. Доколку им се разделат патиштата и Таравари официјално замина од владата, владеачкото мнозинство ќе има 5 пратеници помалку, односно вкупно 73. Во меѓувреме Меджити Касами и Ибраими си подадоа рака за официјално соединување на вреди во една партија, план кој се најавуваше подолг период. Иако тие имаа краткотрајни соработки со претходните влади на СДСМ и ДУИ, но и поделби и турбуленции во самите политички субјекти. Лекцијата сега е научена, оценува политичкиот аналитичар Љузин Фаризи. Нивното одделување помеѓу себе на расцепување им овозможува само на ДУИ да се го продолжи власта како беше во минатото, или им овозможува на нив да се вратат пак во власт, така што
Предпоставувам дека и се надеваме дека ова ќе биде крајно веќе албанските политички партии помали да се обединуваат во една политичка партија. Фаризи вели дека најголеми шанси да биде назначен за лидер на Вреди има Изет Меджити, а останатите двајца, Касами и Ибраими, би биле подпредседател и генерален секретар. Според информациите од таму на првата средба вчера оваа тема не била на маса, а во фокусот било само новоформираното председателство. Синдикатите и годинава разединети за 1 мај. ССМ за утре најавува голем протест и апелира до работниците масовно да се приклучат, за да го изразат незадоволството. Конфедерацијата на слободните синдикати пак нема да излезе на улица. Денеска организираа конференција за работничките права во време на промени. Сандра Спасовска. Во борбата за работничките права синдикатите разединети. Во очи на 1 мај дел на протест, дел на конференции. Со барање минималецот да изнесува 500 евра, а сите останати плати да пораснат за 100 евра. ССМ во 11 часот излегува на протест. Од пред работничкиот дом, Собранието, Стопанската комора па се до владата ќе го искажат своето незадоволство, откако што велат најниските плати кои ги имаме во регионот и пошироко. Првиот човек на ССМ Слободен Трендафилов вели денеска синдикатите имаат многу причини да излезат на улица и да протестираат, а не да прославуваат. Нашите барања не се од денес, не започнаа вчера и нема да завршат утре. Протестот е начин на 1 мај да изразиме незадоволство од висината на платите кои ги примаат работниците во Македонија, а како што многу пати сме кажале досега, се најниски во регионот, а да не зборуваме и за пошироко. Денеска синдикатите во Македонија имаат многу причини да излезат и да демонстрираат и да протестираат, а не да прославуваат. Денеска имаме можност да покажеме дека сме тука за работниците. Наспроти ССМ, од Конфедерацијата на слободни синдикати за работничките права дискутираа на првомајската конференција, насловена како работничките права во време на промени. Според Ралповски, проблемите треба да се решаваат преку диалог. Вели на 1 мај ќе биде дома со семејството, а кога ќе има потреба, според него, тие како синдикат се подготвени и на протести и на штрајкови. Во Македонија има организирано синдикално движење и секогаш низ годините кога ќе сме осетиле потреба дека треба да излеземе на протест, излегуваме на протест. Тоа сме го докажале, дали требало да биде протест, дали требало да биде штрајк. Решавањето на проблем на крајот доаѓа на маса низ социјален диалог. Сега велиме дека имаме добар социјален диалог и затоа на ваков начин го одбележуваме 1 мај. Кога ќе осетиме дека ќе бидат загрозени нашите права или ќе бидеме дискриминирани, тогаш бидете сигурни и нема да го чекаме 1 мај, туку одмак излеземе на улица. Поради првомајскиот работнички протест од 11 часот во Скопје ќе има и посебен сообраќаен режим. Денеска истекува мерката за ограничување на цените и маржите, што ја воведе владата пред рамазанските и великденските празници. Граѓаните стравуваат дека трговците од утре можат повторно да ги качат цените, додека од владата најавуваат нови поригорозни мерки доколку има злоупотреби на цените. Елизавета Дамјановска-Спасеновска со детали. Денеска истекува мерката за ограничување на цените на производите, што ја донесе владата пред великденските празници. Од Министерството за економија и труд велат дека ограничувањето на маржите до 10% дало резултати, со што се намалени цените на храната и пијалоците. Оттаму повторија дека доколку се покаже дека има злоупотреби, односно зголемување на цените, ќе се воведат нови поригорозни мерки, кои ќе опфатат или замрзнување на маржите на цените или поголем опфат на производи. Директорот на Државниот пазарен инспекторат Владко Стојковски за Канал 5 вели дека во следниот период ќе се врши мониторинг кај производителите, увозниците, дистрибутерите и маркетите. Нагласува дека ќе се направи обемна анализа која ќе покаже дали цените неоправдано растат. Граѓаните пак се плашат дека од утре повторно ќе се соочат со неразумно високи цени. Дел од нив велат дека досега не забележале поголемо поевтинување на производите, а дел бараат трајно решение на проблемот со високите цени на основните прехрамбени производи. Од утре Господ на помош. Нешто има малце подоле, нешто малце погоре, меѓутоа тоа е тоа. Усетиме малку цените се по нормални да речеме. Те не се само маржите. Друг проблемот е и многу друг. Увозниците, таму треба да се види целата ситуација.
Нема некоја разлика. Секој ден различно е. Дојде еден ден таа цена, утре друга цена. Да ви кажам 0,01%. Само на дел од хемијата. Во храната ништо не се осети. Така, а од утре што очекувате? Од утре очекувам дека се ќе оди нагоре. Инаку од 20 март годинава почна да се применува мерката за ограничена бруто профитна маржа на 102 групи на производи, како и за утврдување на највисоки цени на 8 групи на прехранбени производи. Заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски вчера посочи дека досегашните податоци од Државниот завод за статистика покажуваат дека се добри резултатите од воведувањето на мерката, но кажа дека ќе ги чекаат крајните кои ќе бидат готови наредната недела за да одлучат што ќе прават понатаму. Од СДСМ велат дека Македонија е на дното во регионот по економски раст. Со оваа надолна ревизија на проекциите, како што посочуваат, Светската банка укажува дека македонската економија во моментов не покажува динамика која би можела да поддржи стапки на раст над 3%. Нашата земја има најниска проекција за раст во регионот на Западен Балкан за 2025 и под регионалниот просек од 3,2%. Со оваа надолна ревизија на проекциите, Светската банка укажува дека македонската економија во моментов не покажува динамика која би можела да поддржи стапка на раст над 3%. Во таков контекст, проекциите за 3,7% или други 4% што ги слушаме од одредени владени представници се повеќе личат на претпоставки, отколку на факти произлезени од економска анализа. Се помалку судии и службеници, а се повеќе предмети. Судиите си ги кажаа маките на денешната конференција организирана од Сдруженијето на судии. Првиот човек на Судскиот совет вели не може да се зборува за независно судство ако има финансиска зависност, а дека оставките кои што се бараат од нив не можат да донесат реформи. Од ДОП се порачуваат дека мора да се надминат предизвиците со бавните постапки и со корупцијата, кои ја намалили довербата во правосудниот систем. Маја Становска. Иако половина од испитаниците во последните анкети сметаат дека членовите на Судскиот совет треба да си дадат оставки, председателот на советот Александар Камбовски пак смета дека реформите во судството не можат да се спроведат преку оставки, туку преку законски решенија, финансиска автономија и независност во судството. Сега, како што знаете, скоро половина од Судскиот совет е променет. И така го замислил Судскиот совет, законодавецот, уставотворецот, постојано внатре да има флуктуација на нови членови, да немаме се едни исти членови. А доколку сакаме на вистина некоја реформа да направиме, реформата се прави на друг начин, со промена на законот, со намалување на мандат, со депрофесионализација на Судски совет, на обвинителски совет, а само персонални промени, тоа нема ништо. Која ви е гаранцијата дека новите членови кои што ќе дојдат дека ќе бидат подобри? Камбовски нагласи дека од мај судовите остануваат со уште 200 помалку вработени, бидејќи не им биле продолжени договорите на дело. Вели иако судската власт е независна, тие финансиски се уште зависат од извршната власт, бидејќи секое вработување го одобрува Министерството за финансии. И председателот на Сдруженијето на судии Иван Джолев алармира дека секоја година има се повеќе предмети, а се помалку судии и судски службеници. Тој очекува судиите да бидат вклучени во предстојните законски измени, бидејќи тие најдобро ги знаат актуелните проблеми со кои се соочува судството. Ние имаме секоја година се поголем број на прилив на предмети, а се помал број на судски службеници и судии. Едно со друго не иде. Ако сакаме ефикасно судство, нели мора да се вложува во истото, мора да се инвестира, да се капитални инвестиции да имаме, вработувања нови да имаме, да се дигитализира судството и така натаму. На судиската конференција која се одржа во Скопје, поддржана од мисијата на ОПСЕ, шефот на мисијата Килијан Ван нагласи дека во наредниот период ќе бидат фокусирани на поддршка на легислативни реформи и институционални подобрувања во македонското судство. Предлог законот за финансиска помош на семејствата на настраданите во Кочани, што го најавува лидерот на СДСМ Филипче, нема да добие поддршка од ВМРО ДПМН, велат од партијата на Мицкоски, посочувајќи дека владата ќе одвои сериозни средства за помош. Јана Јосифовска.
ВМРО-ДПМН нема да го поддржи специјалниот предлог закон на СДСМ, кој како што најави партискиот лидер Филипче, треба да обезбеди финансиска и институционална поддршка за семејствата погодени од трагедијата во Кочани. Според пратеникот Бојан Стојановски, владеачкото мнозинство ќе ги дуплира или трикратно ќе ги зголеми средствата кои што владата ги одвоила за сите општини со цел да помогне на Кочани, а паралелно се водат преговори со повеќе инвеститори, своите капацитети да ги изградат во индустриската зона таму. На прашањето зошто пратениците на ВМРО-ДПМН вчера не се сретнаа со родителите на загинатите кои дојдоа пред собранието, Стојановски кажа дека тие го представувале мнозинството, кое што е поистоветено преку владата и одлучиле дека оној кој може да им даде директни одговори бил министерот Тошковски. Нема да го поддржиме ова законско решение. Сакам да потсетам дека владата ги покрива трошоците на оние кои што се лекуваат во странство, но ќе продолжи да ги помага и тие кои што се повредени, но и семејствата на починатите. Она кое што е индикативно е зошто Венко Филипче сега во овој момент предлага таков закон за помош на овие луѓе, а не предлага таков закон за оние лица кои што го загубија животот во пожарот на модуларната болница, оние лица кои што ги загубија своите животи во трагедиите кај Ласкарци и Бугарија. Лидерот на СДСМ вчера најави дека нивните пратеници подготвуваат специјален закон за финансиска и институционална помош за семејствата на настраданите во Кочани, како и дополнителна поддршка за оние кои имаат повредени членови. Тоа е закон по примерот на други некои земји во светот, повеќе, во кои што се случиле вакви трагедии и во кои што со специјален закон им се нуди посебна поддршка и помош, пред се финансиска, на семејствата, да ги пребродат полесно овие трошоци кои што ги имаат. Ваквата иницијатива на СДСМ доаѓа по вчерашниот протестен марш во Скопје на семејствата на загинатите во трагедијата во дискотеката. Тие побараа одговори и правда за кочанската трагедија од пред обвинителството, пошто продолжија кон парламентот, каде им се придружија пратеници од СДСМ и Левица. На крајот родителите заминаа на средби со министерот за внатрешни Тошковски, кој ги покани во неговиот кабинет за да ги информира за досегашната истрага. Продолжените празнични викенди најпримамливи за кратците. Пред првомајските празници експертите советуваат граѓаните да внимаваат како ги оставаат домовите и да се воздржат од јавно објавување фотографии додека не се дома. За Великден кратците не мирувале. Здравко Димитров. Кратците не мирувале ниту за Великден. Вкупно 16 тешки кражби само во СВР Скопје се пријавени за време на продолжениот великденски викенд, од кои 5 се случиле во станбени објекти, велат од МВР за Канал 5. Во пресрет на првомајските празници кои дел од граѓаните би можеле да ги спојат со викендот, поранешниот началник Љубомир Ѓурчевски вели дека покрај потребата од засилени полициски патроли, потребно е и граѓаните да преземат превентивни мерки за заштита од кражби. Вториот момент е граѓаните да едуцираат, да известат некои повозрасни роднини, пријатели на кои што имаат одредена доверба, да во одреден период во денот влезат во станот, го отворат станот, се со цел, нели, маркерите на криминалците да се убедат дека во тој стан, значи се присутни луѓето, полицијата да биде поприсутна на терен, повидлива. Ѓурчевски вели и дека важно е граѓаните да ги сокријат вредните предмети кои ги имаат во своите домови или да ги депонираат во сефови во банките, дополнително и да внимаваат како го оставаат својот дом пред да заминат на некое патување. Она најбитното, граѓаните да ги понесат со себе, да не оставаат дома вредносни предмети, злато, златен насит и така натака, доколку се разбира, доколку може да го тргнат, да го изнесат или да си закупат сефови во банките и да ги депонираат таму за одреден временски период додека се надвор од станот. Оставањето на светло, запалено светло, е еден применлив метод кој што го применуваат граѓаните, но треба да се внимава да не дојдат, нели, согласно инсталацијата да не се предизвикат по некои други несакани последици. Од МВР пак велат дека во континуитет спроведуваат превентивни активности преку организација на едукативни кампањи и средби со граѓани и организации со цел намалување на кривичните дела. Љубомир Гајдов и Катерина Тодороска во продолжение ја продолжуваат дебатата во Само вистина. Низ неа вечерва ве води Александар Видиновски. Останете на Канал 5 и пријатна вечер.